Колеги, ве молам. Колешке, жално е што како висок функционер на Социјалдемократскиот сојуз не си го знаете имотниот лист на вашиот штаб. Дали знаете, колешке и почитувани граѓани, почитувани колеги, дека штабот на СДСУ е државен имот кој што е наследен од бившата сојузна комунисти на Македонија и бидејќи нели тие се нивни наследници на Сојузот на комунисти на Македонија, си го присвоиле така нивни да си биде, арно ама заветот кој што го дале на асномците не го испочитува, па во оваа сала асномците ги тргнаа асном од уставот. Така многу лесно. Знаете, кршење на устав, кршење на човекови права, кршење на се што е македонско, им оди многу од рака. Многу од рака. Сега, колешката спомна за Луј. Луј, вашиот Луј, не одбра друга зграда да се всели во владата? Оти нели претходно го дававте навредувачки фрази за владата за седиштето, дека не е од 16 век. Сега Луј 16 седи таму вашиот и убаво му е. И она на М, што го гребеа мачки, не го продадовте. Па еве ти една идеја. Ако немате пари во тоа документите таму, пошто сите ви се нели распоредени каде кој да лапне, продадете го она на М. Она на М продадете го и ќе им ги дадеме парите на овие граѓани. Она на М. Нели што го гребаа мачки? Нели викавте дека ќе го продадете и ќе купите амбулантни возила? Ама не направивте и не купивте амбулантни возила и чекате донации. Најпросјачка влада у свет. Просјачка. Просите вакцини, просите амбулантни возила, а 2 милиарди евра каде се? Кај Луј. Кај Луј. Не се кај овие работници, кај Луј се. Кај твојот Луј, кој што седи во таа палата, а па при тоа седиштето му е државен имот, наследство од Сојузот на комунисти на Македонија. И за тоа вие не знаете? Не, знаете, ама не ви одговарам. И Забегалецот, нели, многу име. Тој ми е многу ин, Забегалецот. Ама јас, колку што се сеќавам, оно што излезе да го прикажува на телевизија она на М кога го гребаа мачки, на македонската јавност им рече за 3 недели ќе добиете извештај како Бегалецот избегал. 3 години помина. Сега да, го баравте во ГПЕК, кај тогашниот генерален секретар на нашата партија, го баравте по ГПЦи, правевте театар, ама некако и за тоа не ве бива. Колешке. Така да, почитуваме колешке, кога сме кај животниот театар, да се вратиме во реалноста, и јас ви предлагам да ги тргнете маските и да го изгласате ова законско решение. Дали ќе го продадете она на М, дали ќе треба законски измени, се што треба, еве уште еднаш повторувам тука, пред целата македонска јавност и пред колегите, дека ние сме спремни да го изгласаме. Затоа што додека јас и вие тука се надмудруваме, некој дома нема леп да му даде на своето дете и нема млеко да му даде на своето дете. А тоа се од тие кои што не го почитувале она што јас и вие сме го донеле, а тоа е пакетот на мерки. И не им ги дале платите.
на вработените. Па велите институциите ќе постапуваат, не гледам нешто дека постапуваат, само прават списоци. Еве овие фирми не исплатиле плати. И што? Што со тоа? Што добива работникот со тоа? Дури ни морална сатисфакција не добива. Финансиски средства за да преживеат. За на крајот на денот, како што кажав и на заменикот министер, ако овој амандман се усвои, ние не помагаме само на работниците. Ние на индиректен начин им помагаме и на работодавачите да можат да излезат на крај со оваа пандемија, со оваа криза, со ова, за да овие вработени повторно се вратат на работа, откако ќе се создадат услови за тоа. Така да, тука завршувам, почитувана колешке. Добро би било некогаш и да не го слушате Луј и да си гласате по сопствено убедување, затоа што сте народен пратеник и јас можам да се согласам да го направиме, да го видоизмениме амандманот, еве го тука е предлагачот и тука проблемот по однос на аргументот дискриминација ќе заврши. Благодарам.